Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва во емисијата во Потрега по вистинскиот збор ќе разговарам со поетесата Габриела Павловска од Гостивар. Веднаш да им кажам на гледачите дека таа е автор на една мощна, специфична, необична поетска книга Небесните звона на царските двери. Книгата и графички, и ликовно, визуелно, изгледа мощне, необично. Целата книга е во знакот на духовност. И на гледачите да им кажам дека при самото влегување во студиото Габриела се прекрсти. И мене им беше тоа мощне симпатично, бидејќи најверојатно во тој миг посака да и биде успешна емисијата и се да биде во најдобар ред. И ние ќе се потрудиме така да биде. А јас ќе започнам со биографијата на Габриела, со дел од биографијата, ја поделив на 3 дела. Габриела Павловска е родена на 15 декември 1991 година во Гостивар, каде што живее, создава и работи. Основно и средно образование има завршено во низиниот роден град. Уште во детството и се појавил посебен поттик за пишување, а нејзината дарба дошла до израз во текот на училишните денови, затоа и нејзината одлука била да продолжи кон повисоко образование, тоест токму на Филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје на катедрата за англиски јазик и книжевност. Јас подоцна ќе се вратам повторно малку на биографијата од Габриела, но сега ќе го поставам и првото прашање. Габриела, потекнуваш од Гостивар, таму и сега живееш, создаваш и работиш. Дали некогаш, па и сега, си се гледала себе си на друго место на живење, создавање и работење? Прво би сакала да ви се заблагодарам за поканата и ми представува чест и задоволство да гостувам во вашата емисија, во оваа топлосрдечна атмосфера. И секако, родното место е незаменливо, но како што знаеме дека речиси сите културни настани и случувања се токму тука, во главниот град Скопје, за жал. Каде што можностите се поголеми и може би во иднина токму градот Скопје би го одбрала за постојано место на живење. И би додала дека библиотеките и училиштата во останатите градови на Македонија би требало повеќе да се ангажираат околу организирање на културни настани, да ги вклучуваат учениците во повеќе литературни активности, а исто така и творците, за да не се почувствуваме запоставено и помалку вреднувано, туку и нашиот глас да биде слушнат. Сосема си во право, бидејќи во ниедна средина не треба да преовладува пасивноста. Треба да има активности, а како ќе има активности, ако нема културни случувања, културни настани и ако едноставно нема интеракција меѓу творците и публиката, односно во случајов читателите. Габриела, јас веднаш ќе ти го поставам и следното прашање, кое што е поврзано со детството, со младоста. Кога ти стана свесна за љубовта што ја негуваш кон книгата, кон читањето и кон пишувањето? Кога се случи тоа? На колку години отприлика? Мислам дека таа љубов кон пишаниот зборот секогаш тлела во мене. Била вродена? Да, уште во гените. Пред целосно да станам свесна за неа. Ме воодушевуваше начинот на кој се изразуваа поетите, посебно кога зборуваа за поезијата. Мислам дека самиот начин на израз, нивниот возвишен поетски занес, се внесував во опојот на тоа нивно творештво, нисто и нивен израз, и на тој начин ми се разгоре љубовта кон пишаниот збор. Но исто така, кога бев дете, ме воодушевуваше мирисот на книгите. И како да ми се чинеше како секоја страница да има посебен мирис. И како да се нурнував во некој
мои новооткриени бесконечни пространства. И секако во текот на училишните денови, додека учев во основно училиште, додека обработувавме дела, односно задолжителните лектири на часовите по македонски јазик, исто така како што поминуваше времето, се повеќе станував свесна за гладта што ја чувствувам за пишаниот збор, за световите што се нудат и што чекаат да бидат откриени. А во тоа мој откривање на светови, посакав и јас самата да почнам да создавам своји светови. Обожавав да пишувам есеи на часовите по македонски јазик и мислам дека секогаш есеите ми наликуваа на поезија во проза, никогаш не есеи. А мојата прва песна, се сеќавам, ја напишав за есента во 5-то или 6-то одделение. И како што поминуваше времето, постепено почнав да се ги запишувам чувствата на хартија и дома, но сепак се уште не бев свесна како автор. Тоа веќе се појави во текот на средношколските денови. Тогаш веќе посериозно ја гледав поезијата и себе си како автор и општо творештвото. Мене многу ми се допадна твојот исказ за поезијата и за поетите, бидејќи ретко кој така длабочински, така длабински ја доживува поезијата и поетите. Ти токму тоа си го забележала, дека поетите се специфични личности, многу сензитивни, многу сензибилни, со многу емоции, со многу страст, со многу размислувања во себе, со многу премислувања, многу дилеми. И тука има многу нијанси. Тие нијанси поетите знаат да ги воочат, да ги забележат меѓу црното и белото, меѓу грдото и убавото, меѓу доброто и лошото, и слично, и слично. Значи, еден вид, тие се ловци на противностите, на контрастите. Кај нив постојано има еден контрапункт. Тие постојано ги вагаат нештата. И ме радува што токму те понела и тебе поезијата и што ти си денеска не неизин заробеник. Ја би рекол неизин следбеник, но и неизин создател, неизин творец, бидејќи се создава поезија. Високо чувство, исто како што е радосно, емотивно чувството и на читање на поезијата и на слушање на поезијата. А кои ќе се спојат и пишувањето, и читањето, и слушањето, во тоа свето тројство, тогаш доживувањето е вистинско. И драго ми е што ти си поет и размислуваш на поетски начин. Ако сакаш, слободно нешто можеш да додадеш во врска со сето ова, бидејќи денеска луѓето велат поезијата не е актуелен тренд, поезијата не е во мода, поезијата е потисната од прозата, што не е точно. Секој не може да сака поезија, секој не може да чита поезија, секој не може да разбере поезија. Како да им е полесно да читаат љубовни романи, како да им е полесно да читаат раскази или романи, а отколку да читаат стихови, што стиховите бараат задлабочување и стиховите бараат неколку пати да се навратиш, да го прочиташ еден стих, доколку сакаш вистински да го протолкуваш, вистински да го разбереш. Но и сепак има многу бројни интерпретации, треба да им се даде слобода на читателите, на сите можни начини да интерпретираат. Има многу повеќе значности, символи, метафори, слики, експресивни изрази, архетипови, сенки. Така. Третото прашање за тебе е дали некој уште од мали нозе ти ја всади љубовта кон пишуваниот збор или самата ти откри дека таа љубов живее со тебе и во тебе, Габриела повели. Таа љубов мислам дека не ми дојде како поттик од некого, туку како што веќе кажав претходно, била присутна во мене, живеела, тлеела уште пред да станам свесна за неа.
Секако секој родител уште од мали нозе се обидува да ја всади љубовта кон книгата на своето дете, исто така и професорите се трудат Сака да ги неговото дете да мотивираат. биде читано, писмено, елоквентно. И исто така и професорите се трудат секако да направат добри луѓе од учениците. Но повторно ќе се надоврзам за тоа дека сепак мислам дека писателите најмногу придонесоа за да се разгори таа љубов во мене. Си читала. Да. Браво. И особено ми имаше оставено впечаток поетот Радован Павловски. Значи Радован те понесе. Да, и особено... Добро, и тој од Гостивар, Железна река. Токму затоа сега сакам да се надоврзам. Роднокраен автор. Да, дека токму поради тоа особено ме радуваше дека има гостиварски корени и дека еден човек од тој крај постигнал толку голем успех. Но исто така би рекла и Матеа Матевски. Го досегна и Матеа Матевски. Да, и тој исто така детството го поминал во Гостивар. И можам да кажам дека неговата песна Звона ми остави големи траги во животот. И покрај тоа што... А од Радован која песна? Има многу. Има многу. Не можам да се концентрирам, да, но сега повеќе се концентрирам. Добро, и Радо и Матеа се изворени автори. Целото творештво им е блескаво на вистина. Добро. Звона ми остави посебни траги во животот, така. Затоа што тие три звона всушност се звоната на Гостиварскиот соборен храм. И тука символиката е всушност одекот на сеќавањата, но и на сегашноста. Тој низ болка ни ги кажува спомените од детството, но исто така и не враќа во сегашноста. Така. И ни кажува дека се е минливо. Така, и на одреден начин сето тоа е проекција на иднината. Да. И ни кажува дека всушност се е минливо и треба да се помириме со тоа. Но сепак се насетува и таа жет за бесконечноста. Всушност таа жет е таа за која јас пишувам во мојата поезија. И тие звона се застапени во моите песни, особено во првото објавено поетско дело, Небесните звона на царските двери, каде што самите звона се присутни во насловот, но тука кај мене символиката е поинаква. Тоа се звоната на Царството небесно. Тоа е гласот Божи кој не повикува во Царството небесно. Така. И сега, за да не се добие погрешен впечаток, дека авторката, ја би рекол и поетесата, ама и писателката, бидејќи Габриела Павловска не е само поет. Таа знае да пишува и убаво пишува и критичко есеистички текстови, дека Габриела читала само роднокрени автори. Јас лично знам дека нејзин омилен автор беше, и верувам и уиднина ќе биде и Горијан Петревски. Но, сигурно има и други автори кои што не се родени во Гостивар, а кои што имале влијание, би рекол, дури и пресудно за и самата Габриела Павловска да се нурне во сериозните води на македонската литература. Така ли е, Габриела? Да, секако. Тоа со текот на времето, како што стапува во контакт со писатели, им испраќав песни да ги прочитаат. Так. И секако јас се спријателував во тој период. Со текот на годините станав добра пријателка и се уште сум во контакт и на вистина... Така сите сме правеле. Да. Сакале да другаруваме, да се познаеме со познатите писателски имиња. Да, но треба и да ги потекнуваме исто сите да читаат повеќе македонски автори, да не бидеме обземени само со странската литература. Апсолутно. Нема да те прашам, веќе знам дека ти биде непријатно кого да издвоиш, а не би можела, да. Да, голем е бројот на автори кои што ги читаш, ги почитуваш и кои што се значајни во македонската литература. И затоа ќе одам на следното прашање. Имаш дипломирано на катедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Дали љубовта кон книжевноста беше клучна за овој твој избор и зошто токму се определи за катедрата за англиски јазик и книжевност, а не за некоја друга катедра? Повели. Да, љубовта кон книжевноста беше еден од клучните фактори за мојот избор, но исто така и љубовта кон јазиците. Во тој период ми беше примамлив англискиот јазик, особено поради можностите што ги нуди насекаде во светот.
И Да можеш да читаш изворно да, светска точно. литература. Така. Но би рекла и поради самата убавина на јазикот. Како што поминуваше времето, се повеќе почнав да размислувам дека можеби доколку го правев сега тој избор, би го одбрала мајчиниот јазик. Обратно. Да. Бидејќи на тој начин би била вклучена во повеќе литературни активности и би имала поголема можност да ги мотивирам и поттикнувам учениците да читаат повеќе книги од македонски автори. Но сепак англиската книжевност ми го прошири видикот. И ми овозможи да откријам еден нов поинаков свет, а тоа е голема предност. Така. Велат, има една народна поговорка, дека две лубеници не се носат под една мишка, и во овој твој случај тоа е навистина така, но ништо не е погрешно. Со тоа што си го одбрала англискиот јазик, си стекнала еден, би рекол, поширок светоглед, светски светоглед, нека звучи малку тавтолошки, а од друга страна, ако си го одбрала македонскиот јазик, ти си имала потреба и од консултирање и консумирање на странска литература. Но како и да е, и преку македонскиот јазик се стигнува до англиската литература, се разбира преводно, во преводи, и обратно, и со дипломата на катедрата за англиски јазик, повторно ти комуницираш со ученици, со млади личности, кои што покрај учењето на јазикот ја читаат, ја сакаат и ја преведуваат и македонската литература. И токму ова прашање ќе биде следното, што сакам ти сега да ми го одговориш, односно малку потемелно, подетално образложиш. Дали на твоите ученици им ја пренесуваш љубовта кон литературата и покрај тоа што не предаваш македонски, туку странски, односно англиски јазик. Како се одвива овој процес, Габриела, на практичен начин? Се разбира, иако предавам англиски јазик, а часовите се концентрирани на граматика и правила, се трудам да им пренесам на учениците дека јазикот не е само граматика и правила, туку еден светоглед, поинаков светоглед. Можност да се нурне во некој поинаков свет. И низ песнички, кратки раскази се обидувам да им ја доловам убавината на литературата и исто така е најчесто и преку разговор за книги. Може би за она што тие сакаат да го читаат, односно оние светови што тие сакаат да ги откријат. Факултативно, не мора да биде задолжително. Да, секако тука се игрите. Нивен избор. Нешто што е попримамливо за нив, ги употребуваме игрите, игра со зборови, крстозбори, такви некои слични. Секогаш е тоа попримамливо за нив, нешто што е поинтересно. Сега, сакам да прочитам уште еден дел од твојата биографија, во кој што се вели: поезијата и поезијата во проза се двата литературни жанра преку кои најдобро ти се изразуваш, односно умееш да се изразиш. Небесните звона на царските двери, тоа е оваа твоја прва книга, е твоето прво неодамна публикувано, односно објавено поетско дело. Љубовта кон поезијата и јазиците кај тебе е посебно изразена. Најголем стремеш за неа е негувањето на творечкиот дух, со тоа што им го пренесуваш и на своите ученици и ги поттикнуваш слободно да ја изразуваат својата креативност на најразлични начини. Па јас сега би сакал малку да ми кажеш уште некоја реченица за овој спој поезијата и поезијата во проза. Бидејќи голем број автори пишуваат поезија, пишуваат проза, но и кога пишуваат проза, тие всушност пишуваат проза
со многу поетски елементи. Поезија во проза. Поезија во проза, токму е Лирска проза. Да, она за што јас кажував, како што напоменав претходно, во есеите. Моите есеи наликуваа на поезија во проза, не на есеи, токму поради стилските фигури, експресивните изрази, метафорите. Тоа е мојот стил на пишување. Поетскиот израз. Значи, веќе те дефиниравме тебе како автор, сега си во овој филм, односно во оваа фаза поезија и поезија во проза. Дури, како што рече, и есеите ти се со мноштво поетски елементи, што слободно може да се наречат и есеите како проза со многу поетски елементи или поезија во проза. Следното прашање за тебе е: што представува за тебе литературата? Дарба, релаксација, хоби, обврска или сосема нешто друго? Прашањето е малку тешко, деликатно би рекол. Литературата за мене представува дар од Бога. Така. А потоа би рекла и прибежиште, но и можност да се направи нешто добро. Ја доживувам како начин на живење. На тој начин дишам и делувам. Так. Ми овозможува да погледнам длабоко во себе и да откријам што се крие таму. А при тоа да го споделам тоа со светот низ стихови. На еден многу поспецифичен начин, со надеж дека ќе допрам до срцата на читателите и дека ќе им пренесам добра порака. Мислам дека и доколку би сакала да се откажам од литературата, не би можела, бидејќи таа е дел од мене. Не можеш да се откажеш од себе си. Тоа е посилно. Да, и не верувам внатрешно. Дека некој што веќе се нурнал во светот на книжевноста би можел да излезе од тој свет. Навистина е така. Не можеш да побегнеш од себе си. Не можеш да излезеш од себе си. Не можеш да бидеш нешто друго што сакаат другите. Туку можеш да бидеш само она што всушност си ти. Секој од нас е индивидуа, е посебна личност. Секој има некоја своја дарба. Некој има дарба за пишување. Некој има дарба за цртање и сликање. Некој има дарба за глума. Некој има дарба за музицирање. Некој има дарба за спорт. Најлошо е ако нема дарба за ништо. Јас лично тврдам дека нема такви личности, такви луѓе што нема никаква дарба. Само тие можеби во еден миг мислат така дека за ништо не се талентирани, дека нема никаква дарба, зашто тоа е бегство. Едноставно не сакаат да се ангажираат, не сакаат да се потрудат, не сакаат да ги откријат своите дарби. Туку им е полесно да мируваат, да не брануваат и да бидат во некоја пасива, во некоја илегала. Зошто? Затоа што создавањето е тежок и макотрпен процес. И нормално дека што и да создадете, наидува на оценка. Дали е добро критика, или лошо, на критика. Да. И нормално треба тоа да го издржите, тоа треба да го поднесете, да се соочите со тоа. И многумина токму бегаат од тоа. Што ќе речат за она што јас ќе го направам? Па токму тоа е успехот. Да речат, па нека речат и дека не е добро, ама следното што ќе направите, ќе треба да се трудите, да се ангажирате, да биде подобро, поинвентивно, покреативно. Но дарбите ги има во секој човек. Ова ви го тврдам, затоа што сум гледал и луѓе што нема никакво образование, меѓутоа со своето ноже или со своето глето прават такви виртуозни мајстории во дрвото. Ракоделие, да. Значи имаат дарба. Или сум гледал изворени рибари. Секој од нас не знае јадичката да ја врзи на тој свилен конец, би рекол. Ама тие тоа го прават толку вешто. Или зидари, или други занаетчи, други мајстори. Значи има илјадници, милиони дарби и дарбите се во луѓето. Само треба да ги
препознаат во себе Да погледнеме длабоко во себе си. Да погледнеме длабоко и ќе ги најдат тие дарби. Луѓе прават од кибритчиња, прават од рециклирани материјали уметнички дела. А можете да правите прекрасен двор, прекрасна градина, да посадите нешто, да го култивирате, да го негувате. Секојдневно тоа можете да го правите. И токму тоа е она кон што секој човек треба да се стреми, бидејќи на тој начин се збогатува, се благородува. И секој од нас си ја препознал својата дарба, кој порано, кој подоцна. Ние, уште од деца, сме сватиле дека наше поле за надпревар е книгата, читањето, пишувањето. И моето следно прашање за тебе ќе биде поврзано токму со тој стремеш човечки, авторски. Ти имаш објавено во литературното списание Стремеш. Не случајно е направила мала игра Стремеш во Стремеш. Сметаш ли дека ваквите списанија, како што се Стремеш, ги нема многу, ама сепак ги има и денес, се поттик за младите да создаваат, ама и да се презентираат, да се представат и да се афирмираат. Бидејќи каде, ако не преку списанијата, може да се излезе, да се избега од анонимноста. Мислам дека единствено списанијата ги нудат тие можности за младите творци, се разбира, пред, а и потоа, да објават книга, ама и откако ќе објават книга, да бидат повторно застапени со нови песни, нови творби, нови циклуси во списанијата. Што значеше за тебе стремежот во Стремеш? За мене беше поттик. Така. И надеж, верба во она што следува за мене понатаму како автор. Објавени збирки поезија, промоции, поетски читања, всушност еден отворен прозорец кон книжевниот свет. Так. И токму поради тоа мислам дека се многу значајни за сите, особено за младите, затоа што за нив би можеле да бидат првиот чекор и охрабрување со тоа што некој ќе ги прочита, ќе ги препозна и ќе ги вреднува. Так. И тоа може да им биде мотивација за понатаму одскочна даска. Так. Сега ќе прочитам и третиот дел од твојата биографија. Ти имаш учествувано на повеќе конкурси, каде што твои творби, односно твои песни, биле издвоени и биле вброени помеѓу најуспешните. Така, на конкурсот на тема културно наследство, конкурс распишан и реализиран од Сдруженијето Интеракција Плюс од Скопје, таму ти доби награда за најдобра поетска творба. Но, како што рековме пред малку, твои песни се објавени и во списанието Стремеш. Инаку денеска ти продолжуваш да создаваш и твоите други поетски збирки покрај твојата прва поетска збирка Небесните звона на царските двери, книга со навистина убав наслов, тие се во процес на објавување. А моето следно прашање е поврзано токму со конкурсите. Имаш, како што прочитави пред малку, учествувано и на повеќе литературни конкурси на кои што си била и наградена. Дали мислиш дека треба да има повеќе вакви и слични конкурси и што ти едноставно можеш да предочиш, да предложиш нешто ново, доколку тие не се добри, да бидат уште подобри, како евентуален твој предлог. Значи, кажи ни нешто на тема конкурси, литературни конкурси. Повели, Габриела.
Исто како и литературните списанија и литературните конкурси се можност за сите автори. Повторно ќе речам, ќе потенцирам особено за младите, бидејќи тоа за нив е охрабрување и за понатамошно творење, но и поттик и одскочна давска, да бидат слушнати и видени, за нивниот глас да биде слушнат. Мене лично ми остави особен впечаток конкурсот Културно наследство, организиран од Сдруженијето Интеракција плюс од Скопје, каде што учесниците беа поделени во неколку категории. Мислам од основно и средно училиште ученици, но и возрастни. Имаше тука и ликовни творби, поетски, прозни. И наградените учесници, по неколку во секоја категорија, беа рамноправно наградени, односно сите автори беа подеднакво вреднувани. И токму тоа е она што најмногу ми се допадна. Не беше оној класичен пристап на прво, второ и трето место. И мислам дека токму вакви конкурси треба да има што повеќе, каде што ќе можат сите да бидат вреднувани. Затоа што кога гледаме ние добра песна, таа е добра, не можеме да поделиме по места, прва, втора, трета. Едноставно се добри. И за мене лично, веднаш да се надоврзам, се надополнам, е смешно, дури и банално, прва, втора, трета награда. Нема прва, втора и трета награда. Сите тие места се рамноправни. Добива награда и тие сите се и за прва, и за втора, и за трета. Значи сите се за прва награда. Што сакам со ова да кажам? Како се чувствува оној што има втора или трета? Зари постои таква вага Терезија, која што може со сигурност и со прецизност да каже ова е за прво, ова за второ, ова за трето. Ова не е трчање на 100 метри. Па овој првиот истрчал за 10 секунди, овој другиот за 11, третиот за 12. Не. Во прашање се личности и афинитети. Нив може да им се допадне на некој третата награда да биде најдобра за прва и слично. Што сакам со да кажам? Јас исто не ги сакам тие први, втори и трети. Ги сакам само првите награди. И секојаш кога ќе сум добиел втора или трета награда, мене ми било срам да кажам. И едноставно таа награда не сум ја сметал за награда, туку сум ја сметал како казна. И затоа преферирам, протежирам цело време само награди за литературни творби или за ликовни творби, освоија тие и тие. И сите тие награди се рамноправни. И 10 нека се. Сите тие ја добиваат таа една единствена награда, а не прва, втора, трета, четврта, петта. Смешно е. И ми е драго што, еве, тоа и ти си го воочила, и ти си се чувствувала пријатно што си добила таква рамноправна награда, а не награда како казна, во видна казна. Да, така беше случајот, мислам, со Денот на читателот, организиран од НУП Свети Климент Охридски во Скопје, каде што мојата песна беше помеѓу 10 најуспешни, но тука беше класичниот пристап, прво, второ и трето. И ние останатите бевме помеѓу 10 најуспешни, всушност така. Така. Јас како шега имам еден близок пријател, писател Трајче Кацаров, и една година конкуриравме и двајцата на конкурсот за расказ на Нова Македонија. И таму има прва награда, втора награда, трета награда и откуп. И кога требаше да се фотографираме, не наместија. И ја викам, полека, викам, не ме ставајте во средина, таму нека биде прва, втора, трета, а ние што имаме откуп, на крајот. А Трајче Кацаров вика, ние сме откупот. Значи, некогаш откупот е откупот. Но, битно е да си во тие што се издвоиле. А сега, дали си втора или трета награда, ирелевантно е. Или си откупот, или си откуп. Но, одиме на следното прашање. Кога почна да размислуваш за објавување на твоја посебна збирка поезија? Значи, книга со корици, каде што ќе го пишува твоето име,
иако ти многу скромно, и тоа ми се допаѓа. Името и презимето е долу, а насловот на книгата е горе, посебно со ваков наслов. Небесните звона на царските двери. И Габриела ќе биде долу, Да, се не разбира. соодветствува да биде долу насловот, се разбира. Не може да биде насловот долу, авторот. Сосема адекватно. Ајдете, молам, сакам за оваа книга да ја разотвориме, да ја прочитаме, што се вели, да ја представиме пред гледачите, бидејќи и оваа телевизија, и оваа емисија во потрага, емисијата во потрага по вистинскиот збор е во рамките на вистинската телевизија. Оваа телевизија е телевизија не на материјалното, туку на духовното. А токму и ти си таков. Духовен автор кој што ја љуби и практикува духовноста. И оваа твоја книга е целата натопена со духовност. Но сакам малку подробно, подетално, ти да ми проговориш кога почна да размислуваш за објавувањето на твојата прва поетска книга и како течеше накратко тој процес. Уште во текот на средношколските денови посакав првпат да објавам збирка поезија и почнав да стапувам во контакт со писатели, како што кажав претходно, им испраќав и песни за да ги прочитаат, да ми дадат свое мислење. Но и покрај сите мои обиди за објавување збирка во тој период беа безуспешни. Иако ми се појавија многу добри луѓе на патот кои ми помогнаа, но сепак тој процес некако почна да се одолговлекува и не се објави тогаш збирката поезија. За жал, обично е така, Да. мако трпен е тој процес. И понатаму веќе во текот на студентските денови бројката на напишани песни веќе се зголемуваше и веќе го имав оформено својот стил на пишување, а оние песни што претходно ги имав напишано во текот на средношколските денови, а некои додека учев во основно училиште, веќе немав желба да ги објавам и останаа во моја лична архива. И потоа се ангажирав тие песни што ги напиша во студентските денови да ги објавам. И секако тука ќе напоменам дека во тој период се запознав со писателот Горијан Петревски, со кој денес сум во контакт се уште. Да, но соработувате. Да. И тогаш исто така бев особено ангажирана во пронаоѓање спонзори, но повторно се појавија некои лични, професионални пречки, но сепак не губев надеж. Во меѓувреме учествував на конкурси некаде со помал, некаде со поголем успех, но сето тоа ме научи на трпение и на истрајност. Всушност да чекам да созрее делото. Так. Да не брзам толку многу. И тие пречки што ми се појавија, се радував особено на нив, бидејќи Понекој се благопријатни. да, правилниот пат е тежок и трнив, Така. но сепак треба да истрајаме и да се бориме, Така. да ги достигнеме нашите цели. Баш така. И мислам дека и еден совет би дала до сите млади тоа да го практикуваат, да бидат не истрајни брзат, да не и трчаат. да не трчаат. Ќе да не дојде биде- нивното време. Да, кога ќе, затоа што ништо не е случајно. Баш Се така. случува со причина. Баш така. И секаде каде што ќе догледаат можност, треба да конкурираат дури да не успеат. Затоа што тоа Ќе ќе им стекнат послужи за, искуство. за мотивација и поттик за понатамошно творештво. Секој обид е чекор поблиску до целта. Тоа е едно ново искуство. Многу подобро отколку да не пробате нешто. Зашто само тој што не пробал не успеал. Да. Ајде малку за самата книга. Значи, твоето прво новороденче, да речем, твоето прво поетско дело, Небесните звена на царските двери. Кажи ми нешто повеќе околу настанувањето на оваа збирка, по-конкретно овие песни, овие сочиненија што се во оваа книга. Малку објасни ни ги и мене и на гледачите. Ова мое прво објавено поетско дело, Небесните звона на царските двери, Така? го напишав за краток период. Почнав кон крајот на 2017-та, го завршив во почетокот на 2018 година. И
доколку гледаме редоследно, би требало да биде објавено последно. Но сепак одлучив да биде прво. Затоа што ќе се надоврзам за тоа претходно што го кажав за литературата како дар од Бога, за прибежиште како можност за правење нешто добро. Токму преку ова дело сакав да направам нешто добро, бидејќи средствата... Тоа е битно, јас ќе го прочитам. Средствата од продажбата на стихозбирката ќе бидат донирани за манастирот Преображение Христово, лоциран во населбата Циглана во Гостивар. Да, таму каде што живеам, всушност, се наоѓа манастирот. Многу хумано, многу убаво, изворедно. И продолжи. И токму поради тоа што е за донација, средствата од продажбата се за донација, одлучив да бидам самата издавач на збирката, но сепак со благослов на митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. И посакав преку дарот што ми го дал Бог, да му принесам нему дар. Односно, мојот придонес да биде и духовен и материјален. Материјален веќе како што кажавме со средствата од продажбата, а духовен со тоа што ќе им ги долова моите доживувања на читателите ни стихови, доживувањата од личната молитва во моето домашно молитвено катче, но и со присуство на молитва во православните храмови, на богослужбите и божествената литургија. Секако, оние што веќе се во црковени, знаат, ја имаат почувствувано таа молитвена атмосфера и имаат веќе некои своји искуство од домашната лична молитва, но сакав да допрам и до оние што не ги посетуваат редовно православните храмови или што воопшто не ги посетуваат. Сакав да допрам до нив на тој начин што може би еден ден ќе посакаат и тие тоа да го искусат. Така. Само да кажам дека твојата прва стихозбирка е збогатена, облагородена и со убави илустрации од црквата. Тоа е соборниот храм во Гостивар. Во Гостивар. Успение на Пресвета Богородица. Еве вака малку ќе листам и ќе дојдеме и до другите илустрации во книгата, бидејќи тие се убаво се ликовно вклопени и еве. Секако некој ќе ги чита песните поради самата убавина на поезијата, затоа што им е драга поезијата. Апсолутно. И тоа е се во ред, бидејќи секој има право на свој избор. Апсолутно. И бидејќи полека се ближиме кон крајот на емисијата, јас сакам да прашам и да кажам. Остана уште две прашања. Едното прашање е: од што најмногу црпиш инспирација? Што те мотивира, што те поттикнува? Секојдневниот живот, книгите кои што ги читаш, размислувањата, што? Мене најмногу ме поттикнува тишината. Всушност, тишината за мене е клучна и како личност и како творец. Во таа тишина... Како кај Шопов, тишината ќе го каже она што е неискажливо, да. Што е недоречено. Всушност го созерцавам сето она што ме обкружува и убавината што ја создал небесниот творец, а и самиот творец. И на тој начин се обидувам да нурнам длабоко во себе си, да откријам каква порака сакам да им пренесам на читателите, но исто така не би ги изоставила и трите суштински добродетели, трите најголеми блага. Љубовта, верата и надежта, од кои најголема е љубовта, како што вели светиот апостол Павле. И исто така и незгасливиот копнеш кон Бога и љубовта кон Бога. Така. Габриела, уште едно прашање сакам на крајот од разговорот и поставам. Што пишуваш сега и дали наскоро можеме да очекуваме твоја нова збирка поезија? Се подготвува ли нешто? Да, периодов ја подготвувам третата збирка поезија, но прво би сакала да кажам за втората. За втората, така. Втората се очекува да се објави оваа година и за неа овој пат... Го има ли насловот? Да, но не би сакала да откривам сега се уште. Само ќе кажам дека е во подготовка, односно песните се подготвени, само самиот процес на објавување е во тек.
одлучив за оваа стихозбирка да соработувам со издавачка куќа и нема да биде исто по овој принцип како што сега ја вршам продажбата, туку ќе можат сите што сакаат да ја набават, да си ја набават во книжарницата на издавачката куќа со која ќе соработувам. И тука се содржани песните од студентските денови до сега, но не сите, туку само одбрани. Додека пак за третата збирка се очекува да биде објавена во текот на наредната година. И таа ќе биде слична на првата. Исто така ќе бидат средствата наменети за донација. И не би можела исто така многу да откривам околу тоа, но само дека ќе биде концентрирана на вечерната молитва. Само да ти посочам дека има автори и кои преку издавачки куќи дел од средствата наменуваат за хуманитарни цели. Се откажуваат од средствата од продажбата, од хонорарот и слично. Во секој случај, твојот потек, средствата од првата книга да бидат наменети по хуманитарна цел, изградба на новиот храм во Гостивар, е за поздравување. И истата таа размисла имаш и за својата трета книга. Јас ти благодарам за разговорот и еве, сакам со рака да ти честитам затоа што си млад автор, млада авторка, која што сериозно се занимава со литературата и од тебе допрва очекувам и нови книги, заедно дали ќе бидат песни или песни во проза, бидејќи и оваа наша емисија во потрага по вистинскиот збор открива, презентира и стимулира и млади автори. И токму и преку овој твој портрет, преку овој разговор, ние го правиме токму тоа. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам уште еднаш за поканата и се надевам дека како што звоната на Матеја Матевски оставија траги во мојот живот, и моите звона, односно нашите звона, достават траги во нечи живот. Благодарам, Габриела. И се надам дека ќе биде така.